Фала ти што се нафати да бидеш дел од Херој проектот. Мило ми е што ми пиша, иако не си активна во групата. Ајде да почнеме, значи, која е Елена, од каде доаѓа, што работи и колку долго е со армијата? Најпрво здраво на сите, фала ти на поканата. Јас сум Милена Илјовска Томашевска, доаѓам од Скопје, имам 33 години. Активна сум точно 11 месеци, значи од прошлиот февруари до ден денес сум верен војник, можам да кажам, на армијата. Се гледа по постигнатиот резултат. Не ми кажаш што работиш? Работам, јас сум електроинженер, работам во специјална болница за дијализа, Дијабет. Морам да ја нагласам, бидејќи имам многу голема поддршка од колешките за целиот тој проект, да го кажеме. Кажи ми, која беше ти пред да се вклучиш во програмите? Ме интересира конкретно што јадеше, значи како се исхрануваше, дали помислуваше на тренинг, која беше Елена пред програмите? Како изгледаше еден нејзин ден? Како мала имам тренирано пливање, значи долги години. И можеби тука настана и дел од проблемот. Кога ме зимаше папа ми од пливање, имаше бурекджилница карши олимписки и стално бабе, ајде едно сминче, нели? И понатаму, нели, преминува четвртинче. Како што иде средно, хормони, нели, растеш. Во средно имав така малце поголема килажа од потребната, мислам од она што е нормална килажа за девојче. И негде веќе на факултет, кога почна сите, нели, дечковци да си фаќаат, тебе почнува да те фаќа као зашто другите, а не јас. И тука имаше еден чај на тогаш на А1 телевизија. Мислам дека памтам. Да. И ја почнав да го конзумирам чајот, почна гладот да ми се намалува, зимнав, убава килажа, но пресудно беше, морам да кажам, што нон-стоп идев на факултет со точак. Значи бев поприлично активна, може еден период и по 2 пати у денот. И таа килажа си одржував подолг период. Кој беше проблемот и кои беа предностите и слабостите? Дали пак би го направила тоа? Да почнеш да слабееш со некој чај? Затоа што многу млади девојки ќе го гледаат ова и многу знаат да се излажат. Да. Ти имаш искуство и супер да го споделиш тоа. Пред би рекла дека не беше до чајот, туку беше до точакот. Да, затоа што стварно, значи, колку поише си активен и оној момент, колку поише физички тренираш, правиш нешто, возиш точак, се качуваш на водно, делува на тоа да потрошиш повеќе калории од оноко колку што си внел. Чајот може повеќе психички момент, не е толку дека стварно делува или... А што се случуваше во делот со исхраната? Дали ти во тој период внимаваше на исхраната или мислиш или целиот овој успех го препишуваш само на активноста или на точакот? Не внимавав како што е само ти се намали апетитот. Се намали апетитот, всушност се намали внесот на калории. Да, калории. Ама бабе, осминче уште си. Така? Да. Океј, сега кажи ми, имаше ли храна од која што беше зависна во тој период? Конкретно? Да. Бело брашно, тесто, пецива, главно. Значи, месено, пита, такви работи и млечни производи. Хидрати со млечни. Да, кашкавал, растопен кашкавал, што е можно да биде по-растичено, по-рашљакано, што би рекол сопругот ми. И што се случи од кога намали килограми? Велиш дека си била активна, си возела точак. Како ги врати килограмите? Ги вратив со тоа што престанав, нели, да ја имам таа физичка активност. Добро. А ова цело време го пиеше чајот, така? Или го прекина? Чајот ми беше прекинат кога ја постигнав одредената килажа, че се сипнав дури на 55 килограми.
Дали почувствува некои нус појави од чајот? Мислиш ли дека би го направила ли тоа пак? Па не. Не би го направила со оглед на тоа дека сушност све е до нашиот мозок и како ние ќе се програмираме, и ако сега речеме дека ја тоа не го јадам, значи и го внесеме во нашата подсвест, и под кожа ни влезе тоа, значи ќе се тераме по тој принцип. Дали килограмите беа единствена причина или имаше некој друг проблем? Добро, спомна дека на факултет си имала проблем, нели? Да. Ти се споредувала со другарките, другарките, што е така нормално. да. Така, дали килограмите беа главен проблем или имаше нешто друго, така што те мачи? Овој пат, пред да почнам со пичарми, да, значи имав голема анксиозност изразена со панични напади и здравствени проблеми од стилот покачен холестерол и триглицериди, кои не беа нешто кузне колку покачени за да треба да се прима терапија или слично, но сепак ти влијаат на твоето здравје и бидејќи работата ми е поприлично физичка, и највеќе ми беше пресуден тој момент кога не можеш да клекнеш, да станеш, да земеш, да направиш, немаш сила, немаш енергија, се осеќаш како едно буре буквално, како топче. И кој момент беше пресуден, па си рече пичарми или оваа програма мене ќе ме стави во ред, или не знам, се намалија паничните напади, се намали анксиозноста, сметаш ли дека тоа е благодарение на програмата? Да, имаше големо влијание, дури ти имаше ставено сега скоро едно видео. Баш оној момент кога ќе се извежбаш и кога ќе го почувствуваш тоа олеснување од тебе, како, не знам, да си освоила некоја, да си се искачила на некоја планина. И на почеток ми беше многу тешко кога вежбав, бидејќи голема килажа, нормално, со големи паузи, но бев стрикна, морам јас тоа да го извежбам, без разлика дали ќе потрае тоа плюс 5 или 10 минути, само за да се олеснам од таа психичка Олеснувањето, нели, да, после психички стрес што го имав. Боите, значи стварно многу ми се допадна боите и може најбитниот момент беше тоа што вежбите се поприлично кратки и се изведуваат дома. Мислам дека тој момент ми беше пресуден. кога прв пат ја здобија програмата, Да. Со храната имав представа што и како е нормално, секој човек што поише истражува и знае што треба и што не треба да конзумира. Повеќе ми беше моментот со вежбите, дека ете дома, ќе бидеш сам, никој нема да те гледа, ќе се затвориш една соба, ќе си пуштиш музичето, си пуштиш вежбите, ќе си ги извежбаш на тенане, без никој да те замара, и едноставно кратки се, после се душираш и тоа е тоа. Додека да земав дидев у теретана со моите работни обврски и домашни обврски, ми беше too much, бидејќи нели треба да се припремиш, да отидеш 1 сат, да се извежбаш, да се вратиш, тоа се веќе 3 сати, што мене ми се луксуз во овој момент. Да. Кажи ми колку килограми успеа да намалиш со програмите и која е твојата следна цел, кон што целиме следно? Дали тука застанува? Успеав да симнам, рече се 25 килограми. Тоа ми беше од прилика првичната цел. Се ставав некои цели, но да, има уште многу за работа, има уште огромна работа. Во план ми е барем уште 10 да ги симнам. И крајната цел ми е инстабути, искрено. Кон тоа се стремиме сите и убавата работа е тоа што никогаш нема да прекине тој момент да работиме на себе, и како повеќе тече времето, се повеќе и повеќе стануваме зависни, и тој момент кога кажав, нели, ти излегува таа топлина од главата, нервозите, сите тие работи, едноставно стануваш зависен, знаеш дека си зависен од тренинг. Кажи ми, освен килограмите, кои што, нели, 25 се многу и се приметува кај тебе, забележуваш ли некоја друга промена?
зборуваме те, кажа дека си имала проблем со анксиозноста. Што е тоа што конкретно го забележа? Као сега се намалија паничните напади или ги снема скроз? Ги снема скроз. Анксиозноста е сведена на најниско. Дури можам да кажам и дека и неа ја нема. Многу сум по-физички активна, по-психички спремна, значи баш оној момент со самодоверба и каква позитивна енергија ти дава целиот овој програм, таква и позитивна енергија и шириш, може влија и на другите луѓе, го гледаат Сигурно. тоа, да. Еве, морам да потенцирам дека имаше доста луѓе што после мене се приклучија гледајќи мене. Морам да поздравам колешката, твоја именјачка, Ана. Она е, да, со октомвриската група сега. Прв пат сега. Да, 15 килограми само со храната. Браво, да ја поздравиш Ана и кажи дека ќе ја чекаме да биде наш следен херој. Да ја снимиме и не за тука, баш ќе ми биде мило. За без многу да размислуваш. Што најмногу ти се допаѓаше од програмите и предизвиците? Освен вежбите. Кажа дека вежбите ти се као број 1. Да, значи она што храната е многу нормална, многу приступачна за сите, многу брза за припрема. Значи нема од делови од на типот киноа, миноа, не знам, сега мора вака, сега мора во стрикно време, па да поминат 6 сати, па аутофагија и не знам. Да. Се си е сосема нормално, со оние намирници што ние тука ги имаме во поднебјето. Лесно за припрема. Целта на програмата е да не ти е главна преокупација, нели? Сите Така е. сакаме да живееме здраво, ама никој не сака да шета со вагата, да мери киноа, Да. колку треба, па сега по 2 сати ова. Така да, мило ми е што тоа го забележа и тоа што ти е најдобро во програмата. Најголемите два проблема на девојките во армијата се немам мотивација и немам време. Која е твојата тајна? Кажи ми, како ти се справуваш со тоа, затоа што кажа дека работиш во болница, ти си спомна дека си електроинженер. Како ти се справуваш со тој дел? Прво за мотивацијата, мислам дека е најбитно да си имаш зацртана некоја цел или нешто што сакаш да го направиш. Еве ќе ви открием на тајна. Со сопругот сме договорени, кога ќе стигнам до одредена бројка, ќе ме части на некој начин, тетоважа, која што ми е така животна, не знам, цел. Значи, ете мора да си зададеш нешто што ќе те мотивира за да можеш да го постигнеш тоа. Да те движи нешто, да? Да, баш кај што тука имаш многу здравствени придобивки, психички придобивки, многу побаво ќе изгледаш, побаво ќе се чувствуваш. За се има време. Ако сакаш да го постигнеш тоа, за све има време. Значи место да лежиш и да седиш на телефон, ќе си го скратиш тоа задоволство, ќе искочиш малце од комфорт зоната. Значи ќе станеш 15 минути порано од попладневната дремка и ќе станеш да си направиш доручек или сега е нели актуелно претходна припрема на храна. Во недела ќе си припремиш за 2-3 дена. Да, има многу видеа на TikTok, на Instagram. Така, значи може да си го комбинираш времето како што све е пак до се е до главата и ми се свеѓа моментот, баш е онака тајна, јас тоа од секогаш сум го велала, треба да има нешто што те движи. Или во најмала рака замисли си се како сакаш да изгледаш. Така, не тоа да те преоптоварува, затоа што многу луѓе сметаат ќе замислам како сакам да изгледам и тоа нема да го постигнам за 2 месеца и мене тоа ме демотивира. Така да треба да бидеме реални, колку може да се постигне за 1 месец, а ти доста постигна за неполна година и мислам дека стварно си голема мотивација и нели не случајно си тука денес. Дали има нешто што сакаш да додадеш? Не те прашав дали имаш деца? Да, имам една керкичка мала, 4,5 години, поприлично темпераментна.
Значи мора да се посветиш, си бара и она внимание. Најчесто мајки се жалат така со деца дека детето бара време во денот, што е точно, ама дали е изговор дека Не е заради изговор. детето не може да се вежба? Не е изговор, додека му објасниш на детето дека треба да го направиш тоа, дека треба да извежбаш, нели, да објасниш што се случува. Значи, ние ја постојано со разговор и кажувам, дури и доаѓа и она со мене, крева раце, нозе, прави нешто. Тоа е многу имитира. добар пример. Да, дури Да. сакав онака малку да го нагласиме тој момент, зошто и децата не вежбаат заедно со мајките. Мислам тоа е добар пример. А не знам, Уште од- најверојатно мисла дека ќе им сметаат и пак ги откачуваат децава. Иначе се дека не му објасниш, не му кажеш на детето со убаво, нели, а и се поставиш спрема него како спрема другарка, другарче, многу поголем и поише време ќе имаш и повеќе ќе знаеш што се случува, дури и ќе ти помогне. Стално се случува, например, ја веќе не можам без лимун и ѓумбирот са бајле, си го спремам по ручек. Мама, и ја да ти помогнам, па ми го цеди лимунот, го рендаме ѓумбирот заедно, значи ги внесуваш децата во активностите и дури и помош, нели, можеш да имаш од нив. И голема е шансата дека и они ќе го прават истото кога така. ќе прерастат, Даваш затоа што пример. нели ние сме огледала за нашите деца. Тоа беше се за денес, Елена, фала ти многу што се нафати, не беше страшно. Не, Мило ми е што ја сподели твојата приказна со армијата и се надевам дека за 1 година од сега или 11 месеци од сега ќе те видиме со Да. уште поголем Са- резултат и повторно ќе ми бидеш гостинка. да. Идеме кон тоа ни е целта. Фала ти. Да.